Денеска со граѓанската иницијатива О2 коалиција ги здруживме силите во борбата за Скопје да има чиста животна средина, чист воздух, чиста вода за пиење. Истовремено сакам да известам и јавноста и оваа коалиција дека денеска како пратеник во Собранието на Република Македонија го потпишав Законот за заштита на урбаното зеленило, каде што се предвидени рестриктивни мерки и мерки кои што рестриктивни мерки за сеча на зеленилото и мерки кои што возможуваат интензивно за зеленување на урбаните средини, вклучително и градот Скопје. Една од одредбите е дека најмалку 20% од градежната парцела мора да биде опфатена со јавно зеленило, кое што ќе биде животен простор на луѓето што ќе живеат во тие стамбени единици. Како градоначалник на Скопје, уште од првиот ден на сопствениот мандат, ќе започнеме со еден сериозен концепт, сериозни мерки кои што ќе придонесат за ослободување на Скопје од енормното загадување. Тоа нема да биде лесен процес, туку ќе биде процес во кој што резултатите ќе дојдат сукцесивно. Затоа нема да дозволиме да изгубиме ниту еден ден за резултатите да бидат што е можно побрзо остварливи. Активно ќе ги вклучиме и представниците на граѓанските асоциации во концептот на градската администрација која што ќе предводам. Одлуките нема да бидат носени од канцеларија автоцентрично, ќе бидат носени со оние луѓе кои што најдобро ја знаат и ја познаваат проблематиката. Тоа сте вие, граѓанските асоциации, кои што проблемот, давајќи дел од своето слободно време на волонтерска основа, го познавате во микроплан и вие сте тие кои што ќе бидат нашиот ум за носење на мудри, паметни, практични одлуки кои што ќе ги решаваат реалните проблеми на граѓаните во градот Скопје. Со граѓанската иницијатива О2 коалиција постигнавме согласност за определени мерки кои што можат да се спроведат во борба за чист воздух и здрава животна средина. Како градоначалник на Скопје ќе воведам и вонредни мерки за време на грејната сезона, кога загаденоста на воздухот кој што го дишеме е најинтензивна, а во соработка со општините, единиците на локална самоуправа во рамките на градот Скопје, ќе создадеме и мониторинг мрежа за мерење на загаденоста. При тоа сакам да напоменам на јавноста дека ќе изработиме она што никој досега го нема изработено во градот Скопје, тоа е студија во која што ќе може да се видат изворите на загаденост и врз основа на таа студија таа да биде основ за преземање на мерките како на среднорочен рок би го решиле прашањето со загаденоста на воздухот. Досега само нагаѓаме, бидејќи никој нема направено анализа што е тоа што го загадува Скопје со толков интензитет во последниве десетина години. Веднаш започнуваме со санирање на коритото на реката Вардар, отстранување на градежниот материјал од коритото на реката и песокот, а се обврзуваме постојано да го зголемуваме буџетот на градот за заштита на животната средина со цел да ги достигнеме препораките предвидени од Европската комисија во како дел од интегративниот процес на Република Македонија на градот Скопје кон Европската унија и тие асоциации. Бидејќи палењето отпад во и околу градот е еден од сериозните проблеми со години наназад, предвидуваме систем на 24-часовен мониторинг на сите локации низ Скопје и околината на Скопје каде што е присутна оваа појава. Секако најважен чекор за нас, за мене како градоначалник на Скопје од 15 октомври е итна гасификација на градот Скопје. Гасификацијата ќе ја започнеме од деловите на градот кои што не се опфатени со топлификационата мрежа со цел да до граѓаните направиме достапен, еколошки, поприфатлив енергенс и поевтин за нивните домашни буџети. Ова е само дел од мерките кои што ги предвидуваме. Знаете и вие подобро од мене дека борбата за здрава животна средина, за здрав воздух е борба која што е перманентна, која што не престанува, борба која што е света задача за нас, да истакнам и благодарност за присуството и подпишувањето на овој меморандум за соработка и на сите кандидати за градоначалници на градот Скопје, што само покажува дека околу клучните работи можеме да постигнеме општ државен консензус, бидејќи не бира загадениот воздух и загадената воздушна средина нити политичка партија, нити национална припадност, нити верска припадност. Благодарност на вас што сме заедно во трката за ова едно прашање. Нашите граѓани, за жал, долго време беа жртви на политиките на актуелниот градоначалник и на Никола Груевски. Поради тоа, долго време се гушевме во смог, чад и го загубивме зеленилото, особено во централното градско подрачје.
Досега немаше градот креирано политики кои што ќе обезбедат пристојно место за живење на нашите сограѓани, особено во еколошка смисла. Затоа, почитувани, ве повикувам на 15 октомври масовно сите граѓани на градот Скопје да излеземе на гласање, одлучно да се спротивставиме на досегашната неодговорна политика која што не се грижеше за нашето здравје и да ставиме крај на ваквото неодговорно однесување со цел да воспоставиме систем кој што ќе овозможи да нашите деца, нашата иднина расте и се развива во здрава животна средина. Ви благодарам.